Најве сме назад во студиото. Разговорот, Јован, го завршивме со вас околу тоа, нели, зашто најмногу се жалат граѓаните. По реакцијата можев да забележам дека не знаете од каде да почнете, дека најразлични. И споменавте тука и стамбените објекти, нешто друго можеби сакате да додадете? И што ете, можеби сметате дека сте решиле во вашиот мандат, дали понатаму ќе биде така? Видете, работата на Народниот правобранител е двонасочна улица. Народниот правобранител располага со мека власт, да кажем, мека моќ, каде што може да дава свои мислења, да укажува на неправилности, незаконитости и нерегуларности. Фидбекот, значи од другата страна, треба да биде одговорноста, односно сериозноста во пристапот од страна на носителите на јавни функции, кои што треба да сватат дека навистина има одредена ситуација која што е спорна, незаконска, проблематична и да ги прифатат нашите мислења. Јас се уште зборувам нашите пошто 8 години бев не се малку години во таа институција, да ги прифаќа мислењата и сугестиите од Народниот правобранител. Дали сме решиле? Да, имаме навистина многу прашања, индивидуални, но и колективни решавано. Дел од тие беа, например, прашањето со извршувањето на долговите, законските измени кои што се направија во таа област, иако Уставниот суд неодамна донесе одлука со која што ги поништи тие одредби. Прашања во делот на потрошувачките права, за жал остануваат и многу прашања кои што се нерешени, например со денационализацијата која што не дозволива да трае веќе 25 години. Да, навистина. Значи граѓани не дочекуваат да правдата биде задоволена и да нивните предмети после 20-25 години не бидат се уште решени. Значи има уште над 4000 предмети од областа на денационализацијата кои што не се решени. Народниот правобранител во својот годишен извештај за 2024 година предлага законски измени каде што ќе се даде краен рок и каде што ќе се направат одредени оперативни измени да тие прашања завршат што е можно побрзо. Понатаму имате во делот на урбанизмот, откуп на дворно земјиште, легализација на бесправно изградени објекти. Значи, последната бројка која што јас имав на располагање беше околу 85.000 нерешени предмети, кои што со ова темпо веројатно нема да се решат ни во наредните 10 години. Тоа е многу голем период. Да. Тоа е голем период и сите тие такви примери, за жал, придонесуваат за така наречена правна несигурност. Кога вие немате сигурност и известност дали одредено прашање ќе ви биде решено или нема да биде решено и како ќе биде решено. Затоа што најчесто она што го имам воочено во работењето е дека нашите институции носат одредено решение, акт, кој што граѓанинот доколку е незадоволен од истиот, против тој управен акт има право да се жали. Се жали на управен суд. Управниот суд му треба отприлика во просек некои 2 години за да го реши предметот. Па повторно имате постапка на жалба, Вишиот управен суд и дополнителни 2 до 3 години. И најчесто постапката завршува на тоа што управниот суд наместо мериторно да одлучи да пресуди, затоа се вика суд, го враќа на повторно одлучување прашањето на првостепениот орган. Значи се подава топката. И фактички граѓаните се заробени во една пинг-понг, вака да кажам, ситуација, каде што се шетаат со години, преку 5 или 10 години на една или на друга страна. Дали може тие прашања да се решат? Да, може да се решат. Од што зависат? Зависат од волја. Значи, доколку законодавната и извршната власт седнат... Човечкиот фактор, да, седнат и кажат, видете, ние не можеме вака да продолжиме до бесконечност, мора да овие прашања да ги решиме. И затоа и претходно во првиот дел од емисијата напоменав дека што ни треба општествен диалог. Ни треба диалог во кој што сите чинители, значи тука ги спомнав законодавната, извршната, судската власт, академијата, бизнес заедницата, невладиниот сектор, да разговараат што е можно почесто по однос на тоа што се проблеми во општеството и како тие може да се решат.
немаме ли диалог, нема да имаме решение. Решение. Убаво што ги споменавте и градбите, може Лука да го прашаме, се градили премногу во Скопје? Сите сме свесни дека е така. Или зошто се гради премногу? Се концентрира на централно градско подрачје, што е многу, хајде да кажеме, од една страна логично, од другата страна чудно. Целата концентрираност на градбите е централно градско подрачје и околината на централното градско подрачје, каде што периферијата на градот и дале останува таква каква што е. И да кажеме, целата Македонија доаѓа од центарот на градот. И тука се пренасочуваме на сообраќајници, на паркирани возила на тротоари, мајки со колички со бебиња не можат да поминат на тротоар, велосипедисти не можат да возат на своите велосипедски патеки. Зошто? Затоа што немаме адекватно, да кажем, резервирано паркиралиште за таа количина на возила, за да се обезбедат на човекот кој што сака да си го паркира своето возило, да може да отиде од точка А до точка Б пешки, него е принуден да си го остави тука за да завршам 5 минути работа. Она класиката. Тука приоѓа мајка со количка велосипедист каде што не може да помине. Ама не се ни тие криви. Значи си има некој кој што треба да обезбеди капацитет. Пак е тука системот. Системот е инволвиран. Само би сакал да се надоврзам, знаете како, за да се дополнам ова што Лука го кажува, значи ние, видете, имаме правни прописи. Добре. Имаме и институции. Значи институционалниот сетап го имаме. Правниот прописи се постојни, тие се солидни, меѓутоа она што недостасува е нивната имплементација. Така. И таа имплементација зависи од, повторно ќе кажам, од чинителите во кои што ја управуваат државата. Зошто? Затоа што ако тие немаат волја да го спроведат законот до крај, тогаш не имаме проблем. Се сеќавате пред, не знам, 10 години се донесе измена на законот за јавна хигиена во кој што беше предвидена казна за секој фрлен отпушок, не знам, мастика и така натаму. Па, ја мислам дека тие првите 6 месеци кога почната стрикна имплементација на законот, Скопје беше еден од најчистите градови. Зошто? Затоа што попрљав од моментално. Да, затоа што тогаш тие првите месеци, значи имаше редовно санкционирање на непочитувачите на законот, понатаму имаше општествено корисна работа за оние кои што не може или не сака да ја платат казната. И истото беше кога првпат во Скопје се поставија камерите за видеонадзор на сообраќајниците. Тогаш сите почнавме да возиме како автошкола. Се додека не дознавме дека, нели, се исклучени. Што се деси потоа? Потоа се случија низа катастрофи кои што, нели, за жал, згазени луѓе, изгубени животи. Не натераа да ја научиме лекцијата. А треба да не тераа да ја научиме лекцијата. За жал тоа е тоа што кажав, кој што принципот на неказнивост, нели, придонесува за тоа да луѓето го наоѓаат по лесниот начин, а не да одат по редовниот пат. Не барам оправдание, мислам да не бидам погрешно разбран, туку само го кажувам како искуство, како пример, зошто имаме вакви нуспојави после тоа кои што за жал како и оваа последнава со трагични загуби. Докторке, што мислите вие за ова? Вие гледате многу работи. Повторно би се навратила на домашното воспитување и семејството како институција. Сметам дека во последните 10 години, за жал, многу од вредностите фамилиарни, семејни се изгубени. Прво од оној момент да тргнеме дека родителите се превработени, работното време веќе не е исто, посебно во приватниот сектор, така да децата се препуштени или сами на себе, или во училиште, или на бабите и дедовците, или жени кои што чуваат. Така да многу работи детето не ги спознава во неговата младост. Ако не може да ги спознае, тогаш не може да понесе ни одговорност. Затоа што родителот како родител, доколку настане некоја грешка, не мора да биде таа некоја голема, има право да одреди казна, дали ќе биде таа усна, дали ќе му предочи што се случило, какви последици носи тоа. Така да мислам дека е пропуштен оној момент во кој што детето треба да се соочи со на што е правилно, за што следи санкција, како тоа се санкционира и тоа се провлекува понатаму низ системот,
прво, второ, трето, четврто оделение, кога веќе ќе стигнат до 6-то оделение, започнува времето на пубертет и веќе имате она експлозивност кај машките, девојчињата се свртуваат кон шминките и се губи веќе моментот во кој што вие можете да му предучите на детето дека секоја лоша постапка треба да сноси казна. Так. Ми споменавте дека има уште многу работи кои што сакате да се споменат во однос на тоа кој се е инволвиран во помошта кога станува збор за градската болница. Да. Тука ги споменавме и Црвениот крст и вчера имавме представник од таму. Убаво ни ја доловија и тие ситуацијата, колку и тие беа мобилизирани уште од првиот момент. Кој друг беше се тука? Прво морам да се заблагодарам на семејствата на повредените дечиња, нивните пријатели, роднини, браќа, сестри, кои што верувајте за прв пат во моето искуство за овие 25 години беа толку мирни. Не правеа паника, немаше плачење, беше се тивко и мирно. Дури и им помагаа на другите семејства кои што доаѓаат да ги бараат своите деца, а не беа во нашата установа. Веќе од 8:15 часот некаде пред платото на болницата се појави Црвениот крст, апсолутно организиран, со масички поставени вода на нив, сендвичи, мереа притисок на семејствата кои што имаа потреба, ординираа терапија, меѓутоа терапијата се примаше во болничките установи. Понатаму да се заблагодарам, огромна чест, значи, еве, да, катастрофа све, меѓутоа тоа да се изорганизира во оние први моменти и часови, без никој да ве повика или имало дојава, меѓутоа ние не знаевме, само видовме кога дојдоа и кога почнаа да работат. А понатаму да се заблагодарам на сите фирми кои што успеа да најдат доблести да донираат. Дали се тоа лекови, дали се тоа преврзочни материјали, дали се апарати, дали се средства кои што ни беа потребни и за хигиена, и за лекувањето понатаму. Се сеќавам на црквата Свети Спас од Рачево, која што носеше и храна, на фирмите кои што носат нутритивни шејкови за пациентите, на сите оние кои што гласно, безгласно, јавно или не, дадоа огромен допринос да го обелиме образот на Македонија во овој момент, секоја чест на сите. И нив би ги нарекла тивките херои. Затоа што не може да се оствари еден успешен момент ако сите коцки не функционираат заедно. Едно да не функционира, ќе се распадне системот. Благодарности до владата, благодарност до земјите, уште еднаш да кажеме што ги прифатија нашите пациенти. И се надевам дека покрај 59 кои што се починати и возачот како 60, дека нема да изгубиме никого повеќе. Така. Да се надеваме и ние дека тие кои што се во болниците, без разлика дали кај вас или во другите, ќе бидат добри. Што поскоро нели ќе се вратат така, ќе се вратат побрзо оправување. Така. Со Цеци имаме тука 3 прашања кои што се ајде ќе ги наречам животни прашања, малку надвор од вашата професија. Би сакала Јован, земете си едно прашање, потоа да го подадете садот на докторката и едно лука. Мене тоа што ми следува. Да. Тоа што остана. Многу, да. Милена ги пишуваше денеска, морам да. Да, еве, ајде, Јован може да започнеме еве вака поред. Што би си кажале на самите себе си ако за момент повторно имате 18 години? Господинот Јован има 18 години и што би си кажале? Не избирај правничката професија во Македонија. Зошто? Знаете како, имам инвестирано доста во себе, значи од додипломски студии, магистерски студии, специјализации надвор, докторат и така натаму. Меѓутоа, карактерно не сум создаден за да пливам во овој систем во кој што нели не ви дава можност да со честност и професионалност да се реализираат. Да. Па вие сте професор на правен факултет. Сум професор на правен факултет. Има ли добри правници? Има добри правници. Знаете како е. Нивниот избор е сведен на тоа или ќе се претопат во системот или ќе треба да му прекосат на системот. Или ќе избегаат. Да, одлучуваат да ја напуштат државата, дури се малку така да иронизирам на темава.
Едно од првите прашања што ги прашувам студентите, зошто се запишавте на правен факултет? Што најчесто велат? Па имаат, знаете како секој на таа возраст сонува за да биде успешен судија, обвинител, адвокат и така натаму, но има и некои од тие кои што велат да завршам факултет за да заменам од државата. И тој одговор, за жал, е се почест. Да. Да, или да запишам студии за да можам да добиам студентска виза и да излезам надвор од државата. Тоа е обесхрабрувачки, зошто? Затоа што ние не сме свесни дека секојдневно ни се случуваат фактички бројни трагедии на тој начин што ја губиме младината. Како што спомнав и претходно, лесниот пристап до информации, лесниот начин на комуникација придонесува да тоа имаат можности да излезат полесно од државата, доколку овде не добијат работа од партијата, веднаш си наоѓаат работа надвор од државата. Иначе едноставно тоа сето придонесува за општата клима и нивната перцепција по однос на тоа што им нуди државата како можност, а што им нудат други држави. Ние за жал ќе се доведеме во ситуација, сега можам да зборувам за правниот факултет во Штип, да можеби за некои 10 или не знам, ајде да не прогнозирам во временска рамка 10 години, дека на прашање на издржливост ќе бидат студиите доведени заради тоа што нема младина. Нема студенти, нема луѓе во Источна Македонија, особено е, така да кажам, за жал запуштен крај. Да се вратам на прашањето, би си Значи да не ги одберете да не одите на правен факултет. Некоја друга струка, веројатно. Например, што? Да, ја сторим. Па Бидејќи знам дека знаете да свирите на виолина. Не, видете, од тоа избегав на време, Зошто? затоа што вака... Дали може би за музика ви сте се одлучиле овој пат? Не би се одлучил за музика, значи вака завршив нижно музичко училиште, мојата мајка беше професор по солфеж во пензија од подамна. Знаев уште од тогаш дека тоа не е струка која што ја сакам да се занимавам. Да, се уште, значи ми останало таа навика, некој пат знам да засвирам, слушам често пати класична музика, особено кога ми треба повишено ниво на концентрација во работењето. Многу ме интересирала психијатрија. Да, значи доктор. Да, веројатно со тоа би се занимавал. Интересно. Јас би обратно. Да можете да проникнете во душата на соговорникот и да помогнете, нели, во дадени ситуации да сепак, нели, си го најдете. Значи вие сепак да помогнете. Дали како кај народен правобранител, дали како психијатар, некако да се помогне. Значи така сметате дека мисијата ваша на овој свет е да помогнете. Така, општествено корисна работа нека. Добро. Убав одговор, докторка. Вашето прашање и одговор се разбира. Со кои 3 зборови можете да се опишете себе си? Па не знам дали баш 3 би биле доволни. Ако и повеќе нека бидат, не е проблем. Прво би се опишала како прекрасна ќерка, прекрасна сопруга и прекрасна мајка. Надвор од работната професија, сметам дека тоа е најважно. Но јас сум сигурна дека многу пациенти ќе кажат и прекрасна докторка. Да, значи бев многу изненадена во овие 15 дена дека покрај пријателите кои што редовно си пишувавме дали сум добра, дали сум здрава да издржам и така натаму, многу пациенти, посебно од оние кои што беа лекувани во центарот за изгореници, ми се јавија да дадат поддршка. Браво. Што беше многу изненадувачки и емотивно за мене. Иначе се гледа дека сум емотивна. Да, така. Да, се разбира. Само пред да го слушнаме прашањето на Лука, морам да ве прашам од преска се воздржувам. Како успевате да се носите со сите емоции, со се она што ви се случува? Кажав дека долго трае тој процес на едукација. Предпоставувам дека се во склоп на образованието. Пред малку зборувавме за одговорност. Како лекар носиш морална, етичка и стручна одговорност. Морална е онаа која што треба да ги задржиш сите податоци на пациентите за себе. Тоа е однос пациент-доктор. Етичка во оној момент кога сакаш да сето тоа го направиш како што треба.
И онаа стручната, со текот на времето, те тера да ги научиш маските кои што мора да ги ставиш пред себе, да се воздржуваш од плачење, ова беше премногу емотивно. Меѓутоа да ги научиш и сите потребни реченици, флоскули кои што се потребни некому да изразиш сочувство, да кажеш добра вест, да кажеш лоша вест. Но за жал пак морам да кажам, јас сум емотивна личност, знаат и моите колеги и пациенти, знаам и да гушнам, знаам и да заплачам со пациентите кога е тешко. Знам да се радувам со нив, кога се они радосни, кога ќе заврши секако што треба со еден пациент. Јас сум таа што се јавува, кажува добра вест, лоша вест, да дојдете на контрола, да ме видите, да ве видам и така натаму. Мислам дека и со повеќето од пациенти сум добар пријател. Так. Браво. Браво. Лука? Вашето прашање? Моето прашање е нешто со кое што се водам целиот живот, уште од мали нозе, самата одлука да се занимавам животот со архитектура. Моето доаѓање во Скопје, пошто ја не сум од Македонија, сум од Црна Гора, уште 2012 запишав архитектонски факултет во Скопје. Завршувањето, одлучување на со која сфера во архитектура ќе се занимава мојот живот навака и прашањето дали верувам овакво Дека се случува? Дека све се случува со причина? Да. Секако дека да. И исто како што верувам и дека господин Јован со причина се занимава со тоа што се занимава докторката, исто така. Да. И дека заради све ова со причина сме тука денеска, да, секако дека верувам. А добро ве го споменавте господинот Јован, неговото прашање, доколку вие не сте студирале на архитектура, нешто друго? Имате некој хоби, не знам. Што сакате да правите? Дали можеби нешто друго би работеле? Освен фитнес, да, тоа е едно од желбите, да, фитнес ми е пасија, меѓутоа уште од мале нозе татко ми е археолог, кој што има завршено тука у Скопје. Така. Ова археолошкиот факултет, он уствари виши кустос во Црна Гора и ние сме растени како деца на археолог со грчка, римска митологија и тоа ми е толку познато и близко да, што веројатно со тоа би се занимавал. А како ве доведе животот во Македонија? Заради факултетот да се или Па не само тоа, мајка ми е македонка и ние целиот наш живот, нашето растење, лето доаѓавме во Македонија овакво константно. И некако тоа ми беше второ дома и нешто што, ајде да кажам, напуштив, дојдов пак на моето, така да беше не беше некоја голема транзиција. Дека младите си одат од Македонија, а вие сте дошле во Македонија, затоа и прашувам. Токму така, Да. Тоа е чудење на нашите луѓе кои ќе ме запознаат, као сите си одат, ти си дојде. Зошто дојде? Ништо не е случајно. Ништо не е случајно. Ете како што кажа си се случува со причина, Све е докато со ќе причина. вие секогаш Јас- знаевте дека сакате да бидете Па не. медицинско лице или? Не, благодарение на тоа што мојата мајка е правник. Затоа сте сакале. Да. Бев убедена долго време дека јас ќе бидам правник. Меѓутоа не знам, се случи некоја пресвртница во мојот живот. Во 90-тите години генетиката имаше предност. Се обидов да се запишам на факултет во Виена, меѓутоа поради настаните и разделувањето на Југославија морав да се вратам назад. Единствено што ми остана од тие приемни испити што таму ги полагав беше медицински факултет, така да едноставно се случи. Не сум зажалила до ден денеска што сум доктор, посебно нешто сум пластичен хирург. Мислам дека креативноста пред се ме води во тие води. Али да, еве, ако би било таа втора професија моја, тоа би било правник. Пластична хирургија, зошто баш за тој смер, ако можам така и да го наречам, се одлучивте и тоа е многу деликатно? Да. 94-та година имавме прилика како доктори идни да дојдеме во градска болница сега, каде што работам, тогаш на градска, сега Свети Наум. Успеавме да добиеме еден прекрасен асистент кој што се вика доктор Слободан Вучков, за жал веќе не е со нас. Вежбите кои што ги државме во тој момент со него, нашата група од 10 студенти, толку изгледа динамични, толку изгледа прекрасно, имате корелација со пациенти, постојано нешто се случува, се драматично, помагате. Така да мислам дека благодарение на него е и мојата
љубов кон хирургија пред се. Од нашата група од 10 студенти морам да кажам дека 5 сме хирурзи, што е огромен успех за еден асистент да направи 5 хирурзи идни, да ги задои и да им покаже што всушност представува хирургија. Понатаму во таа година заминав за Ленинград на еден месечен престој. Бев токму на клиника во Ленинград каде што се работеше пластична хирургија и мислам дека едноставно тоа и беа првите мои мотивации. Ми беа многу интересни работите што ги работеа, она естетика да изгледа лузната помала, да изгледа убаво, да го направиш, да го смислиш, да го оствариш она што си го замислил, така да пластична, реконструктивна, естетска хирургија, значи еве последниве 30 години ме води. Така да на некој начин може да кажеме дека сме колеги. Да. Тоа сакав да кажам, добро око треба да имате и вие, исто и Лука, само за различни работи, така што пак ќе кажам деликатна работа, посебно кога се работи за здравјето на човекот, без разлика која насока нели во здравството, но ова дефинитивно е нешто што бара баш да имате добро око. Има ли доволно хирурзи кај нас во вашата област? Од мојата област, да. Значи добро. ние сме 5 хирурга на оделението за пластична хирургија, имаме 3 кои што се на тренинг, значи како специјализанти. На клиниката за пластична хирургија при мајка Тереза, мислам дека имаат 18 или 19 хирурга, има доста од докторите кои што специјализираат. Понатаму да не ги заборавиме докторите во приватната пракса, мислам дека се 7. Имаме и во пензија 3 колеги кои што се уште се активни, кои што работат. Низ Македонија имаме во Куманово, во Штип, во Охрид и во не сум сигурна, меѓутоа мислам дека сега од поновите специјализанти треба да се вратат уште 2 во внатрешноста. Така да сметам дека како кадар комплетно можеме да го задоволиме просторот на Република Македонија. Тоа е добра информација со оглед на тоа дека слушаме генерално одлив на кадар. Да, одлив на кадар, дали од здравство, дали од било што друго, некако постојано да слушаме дека луѓето само си одат од Македонија. Сега не знам, вие рековте дека може би за 10 години ќе се намали и бројот на студенти на правниот факултет. За Штип зборувавме, не знам со архитектите како е, но мислам дека сите имаме желба да го смениме тоа, нели да се зголемува бројот, а не да си одат луѓето. Јас сметам дека премногу е акцент ставен на тоа колку луѓето си одат, а никој не се прашува и никој не бара информацијата колку луѓе си доаѓаат. И како живеат таму. Добро. Јас имам податок дека секоја година одреден број на студенти од Црна Гора и од Србија доаѓаат со стипендии, со некое македонско потекло, кои што се вселуваат у Македонија, остануваат тука, завршуваат факултет и остануваат да работат. Што не кажете, Лука, вие порано. Ние само информации даваме дека си одат. Повторувам, е ставен на тоа колку имаме одлив на луѓе. Немаме информација и не се согледува тој аспект колку имаме прилив на луѓе. Така. Вистински е, пошто Министерство за образование годишно дава стипендии, владени стипендии за македонци од диаспора. Има многу луѓе кои што си доаѓаат у Македонија. Супер. Тоа никој не го кажува, тоа никој не го спомнува. И од друга страна никој не кажува дека еве од мојата струка докторите кои што одат таму, дали е тоа Германија, дали се другите земји, активно работат, што значи дека нивото на образование на медицински факултет се уште е солидно. Затоа што да имате изграден доктор и тој да работи активно таму, тоа е огромна доблест, мислам. Само добивате. За жал Македонија изгубува, да, меѓутоа тоа е еден начин да се представиме во светот дека се уште имаме некое ниво на знаење. Значи, можам ова да го поврзам комплетно со тимот на докторите од Израел кои што беа дојдени, значи беа дојдени 3 тима, морам да ги пофалам. Во првите 24 часа беа дојдени. Кај нас конкретно беа 20 доктори, една медицинска сестра која што е висока, со високо образование, која што третира само изгореници. И 20 колеги од Израел, мислам дека во првите 24 часа добија токму слика која што не очекуваа дека ќе ја добијат. Можеби беше најавено дека да, има многу пациенти, меѓутоа не знае со какво ниво на знаење тука располагаме и колку сме стручни тоа да го третираме.
Во првите контакти кога кажавме дека сме имале центар за изгореници 16 години, дека сме третирале пациенти, односно вкупно бројката е над 1000 и нешто 1316 пациенти со екстензивни изгореници, прво беше тогаш што правиме ние овде. Меѓутоа пак има доблест, влегуваа со нас во операциона сала, значи од вторникот до неделата постојано беа со нас во континуитет. Што работевме ние, тоа работеа и они. Мислам дека дадовме една прекрасна слика дека сме стручни, дека сме образувани, дека можеме тоа да го сработиме, дека имаме кадар, дека имаме услови. Можеби и не ги следиме трендовите што се во пластична хирургија за третман на изгореници, но се она што го покажавме во однос на знаењето, работењето, мислам дека ќе има многу добра оценка, што за Македонија е мала земја, меѓутоа оценката претпоставам дека сепак ќе биде солидна. Да, браво. Ви благодариме многу што дојдовте. Времето ни истече, многу брзо ни помина. Ви посакуваме да сте живи и здрави и да се видиме повторно во некоја следна прилика. Ви благодариме на вас за поканата.